Спортски поздрав почитувани од спортската сала Јордан Мијалков во Штип. Време е за завршниот надпревар од првото коло во новата сезона од првата женска одбојкарска лига на Македонија. Денеска Младост Угада го дочекува тимот на Фитфан Волеј. Со оваа пресметка ќе биде комплетирана во ведната понуда од новата надпреварувачка година 25-26 во нашата наелитна женска одбојкарска конкуренција. Играат Младост Штип Угада и Фитфан Волеј, двата клуба кои минатата сезона понудија две сериозни добри пресметки, најмалку и во двете Фитфан изненадувачки доаѓаше до победата. Ќе видиме дали денеска ќе можат избраничките на Благоја Ставревски да дојдат до посакуваниот триумф или пак ќе оправда својата улога на фаворит тимот на Младост Угада, затоа што кај нив има и интернационалки, има и повозрастни одбојкарки, има такви кои што доаѓаат од Бразил, кои што доаѓаат од Грција и од Босна и Херцеговина. Вего изборот на Кристина Лазаровска, Благој Тасев е крај на клупата, Нотона Сиу, потоа Ваковска, Ристовска, Стојанова, Кипријановска, Петрушевска, Костова, Пирова, Батинич, Галдино, Митич и Тасева е изборот или ростерот на домаќинките во Штип, а од првата минута ќе ги видиме гркинката Кнотона Сиу, Ваковска, Стојанова, Кипријановска, Галдино и Митич. Во спротивниот табор предводени од Благоја Ставревски и неговиот помошник Атанас Филиповски, Ристовска, Коцевска, Трајковска, Ѓоргиевска, Црнокрак, Тасевска, Јакомовска, Ангеловска, Спасовска, Савевска, Петровска и Трипуновски. Тоа е ростерот на гостинскиот тим кој што настапи неодамна на Балканскиот куп на БВА. Таму забележи 3 порази од АЕК од Атина, од Рита и од Херцег Нови, но тоа беше големо искуство за скопскиот тим кој што се проба на меѓународна цена, добија шанса сите во ростера таму. Верувале или не, има 3 кои што имаат по 14 години, една 13 годишна и второто либеро Кирјана Трипуновски има само 12 години. Го гледате првиот судија Славчо Здравевски, кој заедно со Еленора Петровска денеска и со помош на делегатот Зоран Карановиќ ќе го водат овој денешен надпревар. Наш меѓународен делегат и говорам за Здравевски и за меѓународната судика Петровска и добро познато име во македонската одбојка, поранешниот репрезентативец и долгогодишен член на ОФАМ, поранешен генерален секретар Зоран Карановиќ. Тоа е она што можеме да го издвоиме во воведот на овој денешен меч, кој што се игра на 16 октомври, 18 години од смртта на нашиот Тодор Проевски. Го очекуваме веќе и стартот на овој надпревар, полека но сигурно да се подготвиме и насочиме за она што ќе се случува долу на теренот. Еве го знакот на Славчо Здравевски. Во ова прво коло Наковски Волеј славеше над Газели Волеј со 3-0. Работнички ја совлада екипата на Струмица жени со 3-0. Вардар М беше подобар на гостински терен кај Ускана со 3-0 и Јанта Волеј во дербито против Пелистар со Пресврт во Битола победи со 3-1, иако во првиот сет домаќинот поведе со 1-0, освојувајќи го со 25-21. Тргнува мечот во светло розови дресови, се гостинките од Скопје, екипата на Фитфан Волеј, додека во темната комбинација црно-розово се домаќинките на Младост Угада од Штип. Велам искуството е кај тимот на Младост, но ќе видиме дали тоа ќе биде пресудно за прва победа во оваа нова надпреварувачка година. За Фитфан Ева Ристовска оди на сервис, на 17 години техничарката, веднаш низ средината, па потоа прием на Стојанова. Еве комбинација и нападно во блокот е ова. А ако е ова во блокот, тогаш го забележуваме првиот поен на Матеа Петровска, 17 годишната примачка на екипата на Фитфан. И натаму останува младата Ристовска на сервис. Победува Фитфан со 1-0. Добар сервис, па и добар прием, одлична контрола низ средината. Еве средната блокерка Стефанија Кипријановска со низиниот прв поен. Забележуваме изравнување и ротација, 1:1. Нотона Сиу.
на сервис, ова беше ризично, лошо примено, затоа веднаш можност да се одработи преку младенската репрезентативка на Македонија Мила Ваковска, 19 годишната коректорка. Младост победува со 2:1. И натаму останува Деспина Кнотонасил. Има 27 години техничарката на Младост УГД. Еден сервис до Петровска, попота напад преку неа и блок на бразилката Галдиньо. Три спрема 1. По двата поени од напад, еден сега и од блок за домаќинот, за да отиде на +2. Кнотонасил префрлува, успешна одбрана, добра комбинација со техничар низ средината. Елена Трајковска го казнува невниманието на блокот на домаќинот. Прв поени за 17 годишната средна блокерка. 3-2. Не достигаат Калинија Угриновска и Анастасија Исјановска во тимот на Фитфан. Сега спасува либерото на Младост, оди во блокот, ќе се креира нова напаѓачка акција. Ваковска, уште еднаш во блокот. Вратена топка за бразилката, таа се обиде да лобува, по уште еднаш доаѓа до неа. Ваковска против двоен блок. Втор поен за Мила Ваковска. 4-2. Ке го видиме првиот сервис на Розаличи Моа Галдино. Во мрежа, прва сервис грешка на мечот, прва и за Галдино. За 4-3. Добра одбрана, убаво до техничар и уште еднаш на паралела. Овој пат не помина Стојанова. Сега троен блок на Младост. Нов напад против двоен блок. Поен за Бранислава Тасевска. Број 1. Изравнување. 4-4. Второ изравнување во овој сет. Елена Трајковска на сервис за Фитфан. Уште еднаш добра одбрана. А во дијагонала Ваковска. Ја погоди Петровска. Ке се формира сега нападот на Младост против двоен блок. Поминувала топка. Поенот е за Сара Стојанова. Пет 4. Полни е 3-1 и 4-2. Повторно водство за екипата на Младост. Стефанија Кипријановска оди на сервис. Има 18 години средната блокерка. Убава комбинација низ средината на прво темпо. Ова е поен за Фитфан. За Марија Коцевска прв. Повторно е нерешено. 5-5. Анастасија Јакомовска, капитенот, 22 годишна, сервира во аут. Прва сервис грешка и за гостите. Плюс 1 за домаќинот, со Ваковска на сервис. Најефикасната до овој момент со 2 поени од напад. Прием на прсти. Уште една комбинација низ средината. Повторно спасуваше либерото на Младост. Мртва. За сега добро делува интернационалката од Босна и Херцеговина. Првото либеро на Младост УГД, има 24 години. Утре е роден ден, ќе полни 25. Ваковска.
на Петровска. А сега е напад во диагонала. Не успеа да мине до крај оваа топка. Биеше Тасевска, потоа прават грешка. Одбојкарките на Младост. 6-6. Бранислава Тасевска до Галдино. Не поминува овој напад низ средината. Ама не поминува ниту оваа акција во која што се заплетка Петровска. Една првата грешка од игра на Фитфан волеј. Имаше двоен блок пред себе. Петнаесет години има одбојкарката со број 13 на дресот, кај домаќините Андреа Митич. Сервира Стојанова. Топка стигна до либерото Ѓорѓиевска, па сега борба на мрежа. Уште еднаш обид да поминува во диагонала, немаше доволно сила. Галдино, поен број 2. Осум 6. Сара Стојанова е на сервис. Капитенот на Младост, 24 годишната примачка. Прием на прсти, храбро. А против двоен блок пласирана топка. Спаси во последен момент Јакомовска. Уште еднаш обид против двоен блок. Не минува Петровска. Трета шанса за неа. И уште еднаш е фатен на блокот. И тоа од Контона Сил. Прав поен за техничарката на Младост. 9-6-3 разлика. Уште еден добар прием. И одиграно на паралела во оваа ситуација. Успешен напад на Матеја Петровска. Втор поен за 17 годишната примачка. Претходно максимални плюс 3 за Младост. Убаво минува тука против интернационалката од Грција. Сервираше искусната Марија Коцевска, има 33 години. Па бразилката сега во блокот. Поен број 3 за Розали Чимуа Галдино. 10-7. Се издигна доволно високо на оваа топка и добра завршница против блокот на Фитфан. На сервис е Андреа Митич, најмладата во оваа постава на Младост. Ас, нема прием на прсти од Тасевска. Го забележувам и првиот ас на надпреварот. Може би е време за тайм-аут за Фитфан. Нови е 11-7. Митич. Уште еднаш лошо на прием од Тасевска. Префрлена топка, но и ова е проблем. Поминува Петровска. Не делуваше оваа топка дека ќе биде проблем за одбраната на Младост. Шести напаѓачки поен на Фитфан. Ја имаат Еваристовска на сервис. Спасено од либерот, одработено од техничарот. Втор поен за Контона Сил. Повторно плюс 4. Ја одржуваат сега оваа предност од 3-4 поени. Домаќинките. Но заврши работа многу батени со незиниот прием при претходната акција. Од тешка позиција, под застана пред да смечира. Ваковска во блокот. Поемот е за Елена Трајковска. (12-9). Прв поен од блок на Фитфан.
од сето ова забележуваме сервис грешка. Прва на Петровска. Втора сервис грешка за гостите. 4 разлика. Како предодредени се во ова средина од воведниот прв сет. Галдино. Добро пласирано. Во тројка. Па сега спасена топка со рефлекс. Префрли Трајковска. Неколку префрлувања без многу сила. Уште еден лоб. Поен број 2 за Сара Стојанова. Ќе бара тайм-аут. Нови е 14-9. Благоја Ставревски за тоа што чувствува веќе дека ја губат контролата над играта, над резултатот на она што се случува долу на теренот. Неговите избранички, неговите одбојкарки, од друга страна може да бидат мирни Лазаровска и Тасев за тоа како изгледа и функционира Младост. На почетокот на овој надпревар има еден пријателски нож во пресек на оваа среду, тоа во Грција, славеа над грчки второлигаш со 3-0. А Фитфан имаше добро загревање за новата сезона со настапот во Балканскиот куп. Игра против двократниот првак на Црнагора, против шампионот на Косово Дрета и против силниот Акатина, таму со многу странци, со одбојкарки повисоки од 2 метри, но значи тоа верувам за искуството на овие млади одбојкарки многу. Од ова поен за Фитфан. Ја помина топката на мрежата, имаше контакт Христовска со неа 14-10. И немаше контакт со техничарката, туку либерото доаѓа до првиот поен. Викторија Ѓоргиевска. Спаси Батинич. Ваковска на паралела против двоен блок. Трајковска добра на прием. Па уште една дијагонала. Со где Јакомовска. Ова е блокаут. Поен за Мила Ваковска број 3. 15-10. Стефанија Кипјановска, 18 годишна средна блокерка на сервис за Младост Угода. И за неа прва сервис грешка. Втора за незиниот тим. Се изравнуваат по бројот на грешки, по 2 имаат на сервис и по една од игра. Нешто подобар е нападот на Младост. И имаат ас. Ова е топка во блокот. Поенот е за Марија Коцевска. Прв незин на блок. Помогна тајмаутот при оние 14-9 на Благоја Ставревски. Јакомовска на сервис во мрежа. Втора сервис грешка за коректорката, за капитенот на Фитфан. Трета сервис грешка за незиниот тим. 4 разлика. Не поведоа. Повеќе од ова сега имаат. Успет. Ас број 2. За Младост. Четврти поен за најефикасната на теренот Мила Ваковска. Наша младинска репрезентативка. Петровска до техничар, па потоа добро поставен двоен блок. Ке оди од втора линија, коректорот треба да пласира и успева да погоди. Анастасија Јакомовска, поен број 1. Осми поен од напад на Фитфан. Убаво забележа дека во двојка нема кој да брани. Погоди во поле. Јакомовска. Тасевска на сервис. До Галдино. Па уште еднаш оди нападот преку Стојанова. Се одбрани Фитфан. Тргнува во напајачка акција. Петровска доаѓа до четвртиот поен. Четвртиот напад. Минисерија на Фитфан. 3 разлика.
Претходно за прв пат има плюс 5 домаќинките. 17-14. Бранислава Тасевска. Наискусната има 34 години. Ова е топка направила во аут. Сега ќе видиме тука. Мислам дека е аут. А тоа значи втора грешка од игра на одбојкарките на Младост. Тасевска е на сервис. Разговор сега помеѓу Здравевски и Петровска. Одземен е поенот. Поенот е за Младост. 18-14. И уште еден. (19-14). Галдино, поен број 4. Нов тайм-аут, повторно реакција од купата на Фитфан и Благоја Ставревски. Нова разлика од плюс 4. 2 поени на брзина, особено по таа корекција на првичната одлука. Имало контакт на блок. И треба да ја гаѓаме петкава и да ја патиме од браната позади. Се обидувам и да слушнам што говори Ставревски. Верувам дека има мала забелешка за тоа како ги завршуваа нападите неговите одбојкарки, затоа што немаше сила во нивниот смеч, како да ја задржуваат малку раката. Но 3 од 6 на теренот се малолетни. По 17 години имаат одбојкарките на Фитфан. Стојанова на спротивната страна на сервис, лош прием, можно за веднаш да се одработи контра. Пласира и поминува Галдино. Сега таа го превзема приматот на одбојкарка со најмногу поени, ова беше незиниот 5-ти, 12-ти од напад на Младост, за прв пат плюс 6. И полека, но сигурно, приматот Штип оди кон предност од 1-0. Уште еден добар сервис. Ова е третиот ас за Младост Угада. А прв за Сара Стојанова. 21-14. Максимални плюс 7. Стојанова уште еднаш. Фатена на прсти. Па убаво одработена акција. Има ли контакт на блок? Има. И поради тоа, поенот е за Матеја Петровска. Нејзин 5-ти се изравнува со бразилката од Младост. Шест разлика. Ке сервира Марија Коцевска. Галдино на прием, па потоа во напад против двоен блок. Шести за примачката на Младост Угада. Ја повторуваат предноста од 7 поени плюс одбојкарките на Младост. Расне нервозата, па и тремата кај скопскиот тим. Уште еден проблематичен прием, дуел на мрежа го добива Ева Ристовска против Галдино. И на сервис е техничарката на Фитфан. Ова бива аут. За прв пат греши на сервис. Четврта сервис грешка, вкупно пета, имаат една од игра. Одбојкарките на Фитфан. И ова предност се чини дека е недостижна во овој момент. Конто на Сију.
на сервис за Младост. Топка во блок, па таа оди во аут. 6 поен за Матеја Петровска. Има нова ротација. 12 напаѓачки за Фитфан. Еден повеќе има тимот од Штип. Завртена према аута, рака и се оди топката во блокаут. Добар сервис на Петровска, ова е ас. Седми нејзин поен, но прв ас за Фитфан. Петровска во аут. Втора нејзина сервис грешка по асот. 6 сет топки за домаќините. Галдино. 6 шанси за водство од 1-0 има Младост. Местиристовска. Поди во блокот Јакомовска. Сега префрлена топка. Уште една во аут. 25-18. Со ова втора сервис. Со ова втора грешка од игра, Фитфан го завршува овој прв сет кој што го освојува тимот на Младост Угада со 25-18. Во сет во кој што Младост имаше 13 поени од напад, 2 од блок, 3 пати реагираше добро на сервиси, освои 3 јаса, имаше 2 сервис грешки и една грешка од игра. Фитфан 12 поени од напад, 2 од блок, 1 ас, 5 сервис грешки и 2 грешки од игра. Матеја Петровска убедливо наефикасна во тимот на Фитфан Волеј со 7 поени, 1 за техничарката Ристовска, колку што имаат и либерото Ѓорѓиевска, Бранислава Тасевска на примачката позиција и коректорката Јакомовска, по 2 за средните блокерки Коцевска и Трајковска. За екипата на Младост Угада пак со 6 поени Галдино е наефикасна, има 5 од напад и 1 од блок, 4 поени за Мила Ваковска со 3 од напад и 1 ас, 1 ас има и Сара Стојанова која има и 2 поени од напад, вкупно 3, 2 за Контона Сиу, техничарката, 1 од напад и 1 од блок и 1 напаѓачки поен за Стефанија Кипријановска. Тоа е статистиката погледнато поединечно кај одбојкарките во двете екипи по воведниот прв сет кој што го освоила Младост Угада, сосема заслужено победува со 1:0, 25-18. Во завршниот надпревар од првото коло во новата сезона од првата женска одбојкарска лига на Македонија, во следното коло Младост ќе гостува кај Газели, додека пак Фитфан ќе го дочека тимот на Работнички, едно градско соочување во Метрополата. Ова коло започнува веќе утре, а се игра во текот на викендот заклучно со понеделник, според првичните информации до кои што јас успеав да дојдам, поврзани со оваа сезона во женското одбојкарско друштво кај нас. Нема што премногу да се менува и кај едните и кај другите, особено не во составот на Фитфан. Таму Сара Ангеловска на позиција коректор и Јована Спасовска на позиција техничар имаат 14 години. Нина Црнокрак, ќерката на славната фешн фамилија кај нас, има 13 години. Второто либеро Трипуновски има 12 години. И Јована Савевска има 14 години, така што искуството е во почетниот тим, иако и во него има 3 одбојкарки со 17 години во екипата на Ставревски и на Атанас Филиповски. Кај Младост има кој да менува, има кој да влегува, нешто поискусни, повозрастни, ако ништо друго полнолетни, со повеќе животно и одбојкарско искуство. Но во спортот ништо не е загарантирано, а во одбојката за да победите мора да освоите најмалку 25 поени во еден сет. Почеток на вториот. Во него Контона Сиу на сервис за
Младост Угада. Чекаме на Славчо Здравевски. На неговиот знак за почеток на вториот сет. Контонасију. Има одбрана со расен прием. Па префрлена топка преку Петровска, најефикасната е Фитфан и фатена е на блок бразилката. Поенот е за Елена Трајковска. Еден ула. Ристовска. До Галдино. Со помош на блокот, блокаут. Пети поен за Мила Ваковска. Шест поени имаше во првиот сет Розали Галдино. И една сервис грешка, 5 од напад, 1 од блок, без ас за одбекарката од Бразил. Проблематичен приемот на Ѓорѓиевска. А уште една точна дијагонала за Матеја Петровска. 8 низин поен на мечот. Два-1 за Фитфан. Петровска до Батинич. Тешка топка за Ваковска. Ова е Васала, ова е грешка на Фитфан. Не успеа да погоди Тасевска. Изранување 2-2. Кипријановска ќе сервира. Еден поен и една сервис грешка за неа во првиот сет. Уште еден проблематичен прием на Фитфан. Со помош на блокот, амортизирана топка, но не до техничар. Затоа вака е префрлена, но и тоа е доволно за Стојарова да дојде до четвртиот поен. Три-2. Води Младост. Угада. Кипријановска. Ја прави својата втора сервис грешка, останува на еден поен. 3-3. Со Елена Трајковска на сервис за Фитфан. Галдино. Овде имаше и контакт на блок. За секој случај Стојанова, поен број 5. Поминува покрај двојниот противнички блок. Ваковска. Со малку среќа поминува топката во противничкото поле, погоди во дијагонала Јакомовска. Од втора линија убаво атрактивно на Галдино. Седми нејзин поен. Серија од 4-1 на Младост за водство од 5-3. Ваковска. Во аут. Прва низина сервис грешка. Четврта на мечот за Младост Угада. Јакомовска оди на сервис, од 2 сервис грешки без ас и 1 поен од напад. Ова е едно поатрактивните поени. Андреја Митич. Поен број 2 за 15 годишната средна блокерка. Шест-4. Многу поразличен е овој втор сет од првиот. 5 од 6 поени од напад ги одработија домаќинките.
Сега уште еден проблематичен прием, па потоа игра блокот. Техничарката Кнутонасиу доаѓа до третиот поен на мечот. Тасевска уште еднаш фатена на блок. Сара Стојанова. Не успеа либерото. Па сега напад на Ваковска на паралела. Има изненадување, има поен за Фитфан. Се збунија сега од оваа топка, испратена од Коцевска. Втор нападачки на Фитфан. Во вториот сет, 7-5. Стојанова во одбрана, бразилката во напад, во поле. Се изравнува со 8 поени колку што има Петровска на спротивната страна. 8-5 водат одбојкарките на Младост Угада во Штип. Ќе сервира Андреја Митич. Има еден ас без сервис грешка со 2 поени вкупно, по еден во двата сета. Успешна одбрана. Делуваше овај дека ќе биде и сигурен напад, но Коцевска заврши во аут. 9-5. И натаму Андреја Митич. Втора за Митич. Потфрлува одбраната, тоа е јасно. Во овие моменти деконцентрирани, избунети. Ќе мора да има тайм-аут. И ќе го побара. Благоја Старовски нема што да чека повеќе. Неговата екипа е во негатива од 5 поени. Тоа беше четвртиот ас на надпреварот за тимот на Младост Угада. Но тешко бранат во 6 и 5, особено во овој втор сет. Одбојкарките на Фитфан. Има континуирана предност и во првиот сет. Одржува плюс 2, плюс 3 во првата половина, во втората отидоа и на плюс 7. На крај со таа разлика го освоија и сетот. Но во овој втор сет како да се распаѓа дополнително стратегијата на Фитфан. А сето тоа го казнува поставот на Лазаровска и на Тасев. Мала деконцентрација за прва сервис грешка на Андреја Митич. Пласираше надвор од 9 метри. Трета сервис грешка во овој сет за Младост. Петта на мечот. Ова е чист ас на Коцевска. Прв за неа на надпреварот. Втор ас на мечот за Фитфан. И ќе видиме 14 годишната Јована Спасовска на сервис. Игра на позиција техничар. Сега влезе за да сервира. И прави сервис грешка. Големо искуство за ова младо девојче. Единаесет 7. Контонасиу. Сега и таа забележува ас. Со помош на Сајлата, малку среќа за оваа топка да заврши во поле, во тројка. Ова може би и во шеска. Во секој случај плюс 5, по оние 10-5, сега е 12-7.
Пакас. Сега влегува во ритам и одбојкарката од Грција. 13-7. Ќе мора многу подобро да реагираат на прием ако сакаат да изротираат. Противничката техничарка се обиде Тасевска со прсти. Доволно силен беше овој сервис за да биде проблематичен, за да се скроти. И уште еднаш влегува во серија. Контонасиу. 12-тиот, 13-тиот и 14-тиот поен се со трите аса поред на Контонасиу. Повторно тайм-аут. Ако ништо друго да проба да деконцентрира противничката одбојкарка, за да не продолжи со оваа серија на одлични сервиси. 14-7. Тоа е 7 разлика. Максималната која што ја одработија во првиот сет одбојкарките на Младост Угада. А во овој сет, Контонасиу најже 4 поени дојде до 6. Во надмина остварувањето на коректорката и на примачката, на Ваковска и на Стојанов. 8 има Галдино, но само 2 во овој сет. Кај Фитфан не достигаат поените на Матеја Петровска. 7 во првиот и само 1 во овој втор сет до овој момент. Забележувате дел од присутните, кои што се решија да го следат овој напредок во живо во салата Јовен Јалков во Штип. Има тука подршки и за едните и за другите. Контонасиу. До Тасевска. Па сега во блокот. Поенот е за Кетијановска. Четврти поен од блок на надпреварот за Младост. Втор во овој втор сет. Од Јована брзи 3-0, ако смеам уште сега да прогнозирам. Ако нешто не се смени во продолжение. Спаси некако Галдино. Префрлена топка на 9. Таму е Стојанова. Па со лева. Ваковска пласираше на паралела. Против двоен блок во поле. Еве го 9-тиот. (15-8). Ева Ристовска до Галдино. Не е исклучува од овој напад, но бразилката само префрлува. Коректорска топка за коректорот. Јакомовска го мрежа. Но нема многу грешки од игра. И кај едните и кај другите. Во овој сет работите Младост ги решава од напати со 4 јаса до сега. 2 пати освојуваше поени од блок. Галдино. И неа ја посака за да дојде до 9-тиот поен и до првиот тас на надпреварот. Ке отиде овој сет во заборав за Фитфан. Ускана остана на само 8 поени во првото коло во првиот сет против Вардарем пред своите фанови. Загуби со 25-8. Ова е аут. Голема предност. Сето тоа значи дека може да добијат шанса и оние кои што се меѓу резервистите, а на местото на Ваковска ќе ја видиме Анастасија Петрушевска, 20 годишна одбојкарка која игра на позициите примач и на коректор. Во случајов ја менува коректорката Ваковска. Галдино. Уште една проблематична топка за Ѓоргиевска, за либерото на Фитфан. А сега нема одбрана по овој напад на коректорката Јакомовска. За неа прв поет во овој сет, втор на мечот. Четвртиот напад на Фитфан. Остануваат на предходно максималните 10, сега е 9 разлика. Со Петровска на сервис. Добар сервис, па и одбрана на Батинич. Еве во прв напад Петрушевска. Лоша. Од
Повтор пат е 10 разлика. Сервира Кипријановска. Директно во Петровска. Успеа да погоди во скратена дијагонала Тасевска и за неа прв поен во овој сет. 19-10. Ќе ја видиме Елена Трајковска на сервис. Ја видов ти Батринч, либерото на Младост, но оваа топка не оди кај неа. Туку кај Стојанова, па забележуваме аз кај Fit Fun за нивни 11 поен. Ова е првиот ас за Елена Трајковска на 2 поени од блок, 1 од напад, втор во овој сет, без сервис грешка за 17 годишната средна блокерка. Галдино во одбрана и покрај блокот помина таа топка, а ова ќе биде поен за младата Митич. Четврти. 20-11. 1 час и 7-8 минути игра. Може да бидат доволни за да биде одиграна овој надпревар до крај. Имаше такви примери минатата сезона. Галдино во блокот. Бранеше Тасевска. Сега напад преку Јакомовска. Галдино уште еднаш од втора линија греши. Прва грешка од игра на Младост во овој сет, втора на мечот. За 20-12. Јакомовска. Во прстите на Стојанова. Таа со прстите префрли. Се обиде во тројка да пласира. Галдино. Во блокот. Останува топката во игра. Уште еднаш бразилката. Ова е топка во аут. Не. Топка во аут. Сега две грешки од игра поред на Младост. Има голема предност, па може би малку и се опуштија сега. А и не може се да погодат. Не помина скратената дијагонала на Стојанова. Нова шанса за Fit Fun и средината. Прво темпо за Коцевска, топка во мрежа. Шеста грешка од игра во вториот сет за Fit Fun. 21-13. Стојанова. Лош прием, обид на Митич да ја протне таа топка веднаш на прва, па повторна битка на мрежа, не може да стигне до оваа топка. Поената за Тасевска. Иако беа борбени домаќинките. Шестиот напад во сетот. 18 во мечот за Fit Fun. Добар прием. Галдино. Одличен блок. Много аут. 10 поен за бразилката. Има 21 сервис грешка, футно 4 поени Андреја Митич. Во аут. Втора нејзина сервис грешка. Четврта за Младост во овој сет. Шеста на мечот. Имаат и 5 аса. И ова успеа да помине. Каков поен. Ова го има
Со сета должно почит само во женска одбојка. Одире Гоцевска на клупа. Конто на Сиу. Беше проблем со оние 3 јаса поред. Кога правеше серија Младост во овој сет. Сега одбранета во првиот обид. Галдино префрли, па една пласирана топка спасена во шестка. Против блокот крај антена, атрактивно. Треба да е поен за Фитфан, 10 за Матеја Петровска. И таа влегува во клубот 10, како и Галдино предходно. И сега не делува толку екстремна таа разлика, ја имаа на 2 пати. Со плюс 10 одбојкарките на Младост. Помош од Ристовска за незина втора сервис грешка и за 8 сет топки за Младост Угада. Втора сервис грешка беше тоа и за Фитфан во сетот. Галдино има 11 и една сервис грешка. До сега не беше проблематичен незиниот сервис за Фитфан. А направат грешка преку Јована Савевска, уште една 14 годишна, 25-16 за тимот на Младост Угада за водство од 2:0 за 45 минути во Штип. Во вториот сет во кој што на 9 поени од напад застана одбојкарките на Младост, но има 2 од блок, 5 аса, 4 сервис грешки и 2 пати греше од игра. Фитфан пак имаат 7 поени од напад, само 1 од блок, 2 аса, 2 сервис грешки и 7 грешки од игра. Го одржија ритамот. Галдино од 6 отиде до 10 поени. Стојанова помогна со 2 во овој сет за Младост и дојде до вкупно 5-6. Има техничарката Конто на Сиу, но имаше 3 аса и 1 од блок во фазата во која што Младост од 12-8 успеа да одработи за прв пат на плюс 5, па и да отиде потоа и на плюс 6. 4 поени за Андреја Митич, 2 аса до сега од младата средна блокерка. 3 поени има Кипријановска. Кај тимот на Фитфан волеј пак до 10 Матеја Петровска изброи, но само 3 и сите 3 од напад во овој втор сет за 17 годишната примачка на Фитфан волеј. 4 за Коцевска и за Трајковска, ќе има по 1 ас во вториот сет. 3 за Бранислава Тасевска, 2 за Јакомовска, по 1 поен во двата сета и 2 сервис грешки за капитенот на тимот. На 1 остана техничарката Ристовска. Се вкупно земено. Бројот на грешки од игра ја направи она разлика. Можеше да менува повеќе. Кристина Лазаровска им даде шанса на делот оние кои што беа на клупата, пред се на 20 годишната Анастасија Петрушевска. Кај Фитфан пак ја видовме и Јована Спасовска на сервис и Јована Савевска. 2 од 4 девојчиња кои што живеат во Тетово, а доаѓаат да тренираат и да се надпреваруваат во Скопје во екипата на Фитфан. Либерото е од Крушево, останатите се од Метрополата. Но тоа е таа желба. На 14 години по училиште во Скопје на тренинг, подново назад дома во Тетово. Желба велам за да се занимавате со спорт, во случајов со одбојка. Го очекуваме почетокот на третиот сет. Без многу работа, без спорни топки. Славчо Здравевски денеска заедно со втората судика Елеонора Петровска. Ева Ристовска е на сервис. Тргнува третиот сет со сервис на Фитфан. А остана Петрушевска во составот на Младост.
Ристовска. Деконцентрација при прием, префрлува преку себе Стојанова. Навремен скок, точна топка Матеја Петровска. Забележува незиниот 11-ти. А Фитфан тргнува со предност од 1:0. Ристовска. Ова крај антена завршува ваут, грешка на Галдино. 2:0 победува тимот на Фитфан. Ваут, грешка на Штип, на тимот од Штип Младост. За Фитфан. Има одбрана по нападот на Галдино. Се колебаше топката на која страна да падне. Грешката е на Матеја Петровска. Изротирана е Ева Ристовска од сервис. Добра повторена снимка за последниот поен и првата грешка од игра во сетот 10-та вкупна на мечот на Фитфан. Конто на Сил. Класираше Коцевска. Растрчани, мотивирани, но недоволно прецизни. Се до овој напад. Марија Коцевска поен број 5. По 2 имаше во првите 2 сета. Повторно плюс 3, по ние 3:0, 4:1 сега за Фитфан. Матеја Петровска оди на сервис. Удаја да вториот ас на надпреварот. 12 поен за примачката. Може би е сега време за тајмаут за Младост. Ова предност од плюс 4. Нема такво нешто. До Батинич. Фатена е на блок. Галдино. 6-7. И натаму нема реакција од клупата на домаќините. Петровска на сервис за Фитфан. Те има уште еден ас. 2 аса поред. Јасно е што следува. Прв тајмаут денеска бара Кристина Лазаровска. Значи, браќи си му игра, додај добар прием. Улези и ти на прием, не стои на линијата, не бега. Значи, можеш ти да улезеш да помогнеш на прием, ако гледаш и коде беки по линијата. Океј, само даваме добар прием по ен, океј? Може, ајде! Јасно е дека приемот е проблематичен, но Младост тука да во овие 8 поени воството на Фитфан од 7-1 помогна со 2 грешки од игра. 2 од напад на Фитфан, 1 на блок, 2 аса. И Петровска е на сервис, најопасната, со 13 поени, со 3 од аси и 10 од напад. Сега имаше одбрана, а Петровска во одбрана за Фитфан.
Нов напад, имали контакт на блок? Не, ова е само аут, не помина Коцевска. Втора грешка на Фитфан, но покажува карактер екипата на Ставревски. Нема предавање по ние. Два сета, за кој што освојува 18 и 16 поени неговите избранички. Спаси Тасевска. Уште еднаш топката минува низ средината. Но ова ќе биде поен за Младост по нападот на Кипријановска. Прв ваков поен во овој сет. Лоша игра на мрежа. Што значи дека поенот не е од напад, туку од грешка. Еве една диагонала. Паоби за паралела. Не помина Петрушевска. Ќе добие уште една шанса. Либерото мести со Чекан. Префрлување. Оди во блокот. Добива нова шанса Стојанова. Сега лобува. Стигна Ристовска. Ова е најдолгиот поен до сега дефинитивно. Кипријановска поен од блок. Седум 4 за Фитфан, но се враќа Младост. По тајмаутот, серија 3-0 за екипата на Кристина Лазаровска. Розалич и Муагалдино. Аут. Напаѓаше Бранислава Тасевска. Четири грешки во овие 5 поени. На Младост, грешки на Фитфан. Втора сервис грешка на бразилката. Дови 8-5, ништо посебно не игра Младоста. Се е во рацете на Фитфан. Елена Трајковска. Батенич ја прими топката, не така совршено, но сето ова одработена акција за Сара Стојанова и низиниот шести поен на мечот. Прв од напад на Младост во третиот сет. Кипријановска. Весела. Не е поен од блок, грешка на Фитфан. Само еден разлика. 7-1 беше за Фитфан. 6-1 серија на Младост. Кипријановска во аут. Лоша зафатила топка и трет пат греши на сервис. По една сервис грешка во секој сет. За 18 годишната средна блокерка. Коцевска во мислам аут, да. За прв пат греши и 33 годишната средна блокерка на Фитфан на сервис. Ова е нивната прва сервис грешка во сетот 8 на мечот. Петрушевска. До Ѓорѓиевска. Се охрабри да тргне силно нова топка Петровска и погоди во аут. Изравнување 9-9. За прв пат е нерешено во третиот сет.
Па прва сервис грешка за Петрушевска. Кратко траеше оваа предност на Младост. Девета сервис грешка на мечот за тимот од Штип. Проблематичен прием, затоа мораше да се извлече техничарката за да ја намести таа топка. Сега тешка позиција, Петровска доаѓа до 14-тиот поен. Плюс 2 за Фитфан. 10 минути игра во овој сет, кој е најнеизвесен. Како успеа Младост да се врати со на серија од 7-1. Ова е топка во аут, грешка на Стојанова. За прв пат права 3 грешки од игра во еден сет од бојкарките на Младост Угада. Води противникот со 12-9. Добар сет за Фитфан. Бранислава Тасевска е на сервис. Нема ни сервис грешки. А ова е поен за Контонасију. Прв за неа во овој сет, 7. Сара Стојанова. Аут. И за неа права сервис грешка. Но веќе 4 направија домашните одбојкарки. Јакомовска со 2 сервис грешки, 2 поени во напад на сервис за Фитфан. Одбрана од Галдино, па потоа и напад против двоен блок. Уште една шоди ова во блокот. Петровска се заплетка. Но има контакт на мрежа. И 14-10 за Фитфан. Јакомовска. Прво темпо, не стигна Митич да смечира, туку само да префрли. Сега на прием со прсти, ја барат бразилката. Проблематично Петрушевска со едно префрлување, па уште едно од спротивната страна за Фитфан. Галдино уште еднаш противен блок. Прав поен за бразилката во овој сет. Нерешено беше само при 9-9. Спасена топка. Се беше ова рефлексно, на крајот мудро одиграно од Контонасију со малку ризик. Но важен поен за Младост во видот да дојдат до тоа изравнување во третиот сет. Останува Андреја Митич на сервис. Во поле, ова е нас. Трета за Митич. Купно 5 поен, тайм-аут. Реакција на Благоја Ставревски. Не се дига кај што треба, не се мава топката, не се реализира. Второ, пак имаме овдека контра, ги префрламе топките, не сервира слаб сервис, ни паѓа, се тргате двете, ве превземе одговорност, дајте за Анастасија, нека повлече. Елена е напред, Елена, па кај напред тие техничар од низо, па мава ја преку паралела. Ајде. Ајде, одма, ајде. Ајде, смена одма. Советите се поделени. Само дали ќе може да го одигра тоа.
како што го побара од нив Ставревски. Константно им довикува да се опуштат на слободат раката, да не калкулираат премногу во нападите. Петровска со добар прием, но не доби вистинска топка за напад. И од втора линија убав поен на Анастасија Петрушевска во шеска. Прв нејзин на мечот, второ изравнување во сетот, 14-14. И натаму Митич сервира за Младост Угада. Петровска се буди, 15 поен, пети во овој сет. Не дозволува Фитфан да стигне Младост до пресврт и до водство. До овој момент водеше само Фитфан или беше нерешено, и тоа во два наврати, при 9-9 и 14-14. Беше близко до ас. И покрај тоа што не беше совршена оваа топка, успеа Трајковска да ја протне и дојде зад главата. Лоша координација со Ристовска. Ваут завршува Ева Ристовска. Трета нејзина сервис грешка. Втора за Фитфан во третиот сет. Контонасију, 3 јаса, 8 поени за 27 годишната техничарка од Грција во дресот на Младост Угада. Повторно со скок до Петровска. Но добива добра топка Петровска против двоен блок. За 16 поен за примачката. Шестиот напад на Фитфан во овој сет. Вкупно 25-ти. Во сетот се враќа во игра Мила Ваковска. Еди на клупа Петрушевска кај Младост Угада. Ево последниот поен на Матеја Петровска. Ова може би одеше дури во аут. Така во диагонала завршува Галдино. Пети напаѓачки поен во сетот на Младост. Се обиде Трајковска тука да блокира. За секунда доснеше во блокот. 11-2 сервис грешки, 12 поени за бразилката. Бове скрати оваа диагонала Коцевска. Еден час и 10 минути. Трајковска до Галдино. Не сме да игра два пати таму. Ова е двојна. Ова е грешка на Младост. Два пати од мрежа, а не на блок. Значи, еднаш и уште еднаш. Но не е на блок, туку е долу. Заврши разговорот со Славчо Здрајовски. Поенато за Фитфан 19-16. Трајковска. Ова е весела, греши Ваковска.
Девета грешка отиграна од преводот и тайм-аут повтор пат. По оние 7-1 кога водеше Фитфан, сега реагира уште еднаш Лазаровска. Само нешто правиме глупости внатре во играта се вие поени. Значи, длага ти ја дограналата, ти одиш на блок. Топката ти е назад, ти ја набираш. Прекините се, че улизи унатре на прием. Дојде добар прием и само да направиме промена да дојме на сервис, окей? Значи, сега се сконцентрирај највеќе. Сега. Сега ни треба во овај момент поен, окей? Може, вижте. 6-6 ево грешки од игра. 4-2 во сервис грешки, две повеќе направи од бекарките на Младост. Елена Трајковска за сега останува на 11 без сервис грешка. До Стојанова. Оди таа во напад. Не беше проблематична топка. И во вистински момент профункционира Јакомовска. По еден поен во секој сет за Јакомовска. Осмиот напад на Фитфан. На 5 за сега остана бекарките на Младост. 16-21. 5 разлика. Ваут. Прва сервис грешка за Трајковска. Пропуштија можност да отидат на плюс 6. Да го повторат она што го има при предноста од 7-1 во почетокот на овој сет. И сега поминува Јакомовска. 22-17. Марија Коцевска оди на сервиса, овде забележувате како мина таа топка по нападот на Анастасија Јакомовска. Блиско е Фитфан да ја однесе оваа приказна во четврти сет. Школски одработена, Лаковска, 6 поен. Пласира Коцевска. Сочека, забележи кој каде е во противничкото поле, многу важен. 10 нападачки поен во овој сет за Фитфан. Одржуваат овие плюс 5 се помалку шанса за Младост. Па сега ја крати оваа топка Галдино за да дојде до нејзиниот 13 поен. 4 разлика е. Немаат право на уште многу грешки во бекарките на Младост. Имаат Сара Стојанова. Со една сервис грешка, 11 вкупно 6 поени. Ова е спасено или не? Лошо одиграно со прсти. 20-23. Ова е седмата грешка на екипата на Фитфан. Одново тайм-аут. Значи, ќе напаѓаш у зона 1, тамо ти е, малава ти е на блок и техничарката ниска. Значи, ќе маваш према зона 1. Ако не, тој не е напред, ти ја дадеш на Матеа. Не префрлај и контрите мора да ги патри да ги реализира. Мирно 2 поени ќе ги земеш. Контрата. Овие 3 разлика не се недостижни, особено што се на сервис преку Стојанова. Сега ќе значи многу како ќе одиграат во оваа акција од бекарките на Фитфан. Уште еднаш се охрабрува.
И Петровска сигурна, силна. Па помина и Галдино. Нов напад на Младост. Уште еднаш преку бразилката. Неа закачи оваа топка, претпоставувам како што посакуваше или планираше. Ќе добие нова можност. Уште еднаш против двоен блок. Во третата нападачка акција, 14 поен за Розаличи Моа Галдино. Два разлика. Се враќа драмата. Ова спортска сала во Штип. Сара Стојанова. Поминува. Право во Тасевска. Сега малку трема се чувствува во редовите на Фитфан. Уште еднаш кај Галдино. Топка за напад. Спасена уште една. Па битка на мрежа. Ја загуби Митич. Галдино нападна уште еднаш. И тоа во истата зона. Галдино во поле. Ова е поле. 15 поен за Розаличи Моа Галдино. На 1 поен разлика се сега домаќинките. 21-16 водеше тимот на Фитфан. Ќе видиме Јована Спасовска во игра на местото на Коцевска. Ќе треба да помогне во одбрана на 9. Не поминува Петровска од прва. Галдино сега се реши да лобува, стигна младата Спасовска. Ова е топка во блок и поминува Матеа Петровска по 17 пат освојува поен оваа вечер. 2 сет топки за Фитфан. 24-22 во третиот сет. Блиску е до намалување на предноста и на носење на мечот во четврти сет. Тимот на Фитфан сега ова оди во аут од Анастасија Јакимовска. (23-24). Четврта сервис грешка во овој сет на Фитфан. Андреа Митич. Нема право на сервис грешка. Има 2 аса. Младата Митич. Работена до Петровска. Таа ќе оди во напад. Фатена 1-1 против Конто на Сиу. Уште еднаш на сега во мрежа. Не користат 2 сет топки одбојкарките на Фитфан. 8 грешка од игра во овој сет. 17 на преварот. 24-24. Работите ќе се решаваат на разлика. Митич. Ова е ваут. Прва низина сервис грешка во овој сет. 2 пати грешеше во претходниот. 5 за Младост во овој сет. Много лош момент. Ристовска сервира за освојување на сетот. Галдино. Има ли контакт на блок? Ако нема, а нема. 24-26. Ке има четврти сет. Откако Галдино не успеа да погоди, од четворка се обидуваше да завршува во петка. На крајот погоди во аут. 2 разлика. Не искористија претходно 2 сет топки од бојкарките на Фитфан. Многу освојуваат сетот со овие 26-24 во кој што одработија 11 од напад, еднаш само на блок. Има 2 аса, 4 сервис грешки и 8 грешки од игра. Младост пак застана на 9 поени од напад, имаше 1 од блок, 1 од ас, 5 сервис грешки и 7 грешки од игра. И повторно, како и во претходниот, во тимот на Фитфан најрасположена за освојување поени
остана Матеа Петровска, која дојде до вкупно 17 поени и со ова е најефикасна во овој момент во мечот. До 4 дојде Јакимовска, 8 за Коцевска, 4 во третиот сет, Трајковска освои само 1 во третиот сет за вкупно 5. 3 има Тасевска и 1 Ѓорѓиевска, колку што има и Ева Ристовска, а кај Младост угада 15 поени за бразилката Галдино, 8 за Контона Сиу, за нивната техничарка од Грција, по 6 имаат Ваковска и Стојанова, 4 Кипријановска, 5, еден повеќе од неа има Андреа Митич, која во претходниот сет отработи 1 ас и една сервис грешка, но погреши при 24-24 на сервисот за екипата на Младост од Штип. И вака, погледнато 2:1, и натаму има убава предност тимот на Младост. Ќе видиме дали во четвртиот сет ќе може да нападне на победа или пак сето ова би одело во 5 решавачки. Судејќи по тоа што го прикажа во првиот, особено во вториот сет од бојкарките на Кристина Лазаровска, тогаш можеме да очекуваме силен атак уште во воведот на овој четврти сет, но ќе видиме како на тоа ќе одговори Фитфан, затоа што Ставревски и натаму продолжува да ги охрабрува неговите одбојкарки без страв да играат, без разлика на тоа како ќе влие тоа по резултатот, и затоа велам неизвестно е и покрај тоа што воведните два сета тимот на Фитфан имаше проблем, освоиваше 18 односно 16 поени, но еви ги во третиот се вратија психолошки и одржуваа предност по оние 3-0, па 5-1, 7-3, 14-10, 21-16. Последното израмнување и трето во сетот беше при 24-24 и мислам дека повеќе покажа во третиот сет и заслужено го освоија со тие 26-24. Ние влегуваме во четвртиот. Ова значи дека по 4 сета во битола помеѓу Пелистер и Јанта Волејки Салавода, ова е вториот надпревар каде што ќе се игра најмалку 4. Останатите 3 беа решени во 3 сета. Наковски против Газели славеше се 3-0, Работнички против Струмица жени 3-0 и Вардарен против Тускана 3-0. Контона Сиу. Ова е топка на паралела. Блокаут. Матеа Петровска, поен број 18. Ева Ристовска сервира во обид да дојде до 2-0. Блиско беше до ас. Сега таа со прием на прсти. Грешак. Еден. Галдино на сервис. Има прием, да видиме каков напад. Добар. Петровска. 19 поен. Три аса, 2 сервис грешки, 19 поени, од кои 14 од напад за најефикасната кај Фитфан. Сега на линија, ова може да јас или аут. Ќе запишеме трета сервис грешка на Петровска. Ќе било добро ова да го видиме уште еднаш. Дали заврши таа топка во или на линијата, или во аут. Без разлика, 2-2. Во дијагонала бранеше Контона Сиу. И поминува Коцевска. Прв нејзин поен во овој сет. 9 на мечот. 3-2 за Фитфан. Елена Трајковска со 11, една сервис грешка, 2 поени од блок, 2 од напад, вкупно 5. Доаѓа до незиниот вторас.
шестиот поен. 4-2 за Фитфан. Трајковска. Има среќата во одбрана два пати. Сега двоен блок, ова е топка во Сајла и затоа ќе биде двојна. И ќе биде грешка од игра на Фитфан. И само еден разлика. Заврши во Сајлата овој напад на Бранислава Тасевска. Мила Ваковска. А за Ваковска втор на мечот, седми поен за коректорката. Нерешено е по трет пат. 4-4. Првиот поен кој што Младост го освоила од напад во случајот на сервис. Сега во аут. За втора сервис грешка на 19 годишната Ваковска. Пет-4 за Фитфан. Имаат искусната Коцевска на сервис, таа има 1 ас и 1 сервис грешка аз во вториот сет. Против двоен блок, напад на Стојанов. Сега помината топка од втора линија, напад на Галдино. Против двоен блок, не помина Тасевска. Нова напаѓачка акција. Од тешка позиција, Коцевска успеа да префарли, па сега Ваковска играше пласирана топка на паралела. Уште еден напад, ова е во аут, поеното за Фитфан. Шест-4 за гостите од Скопје. Коцевска. До Галдино. Се судрија, но изгледаше дека ќе се одбранат. И се одбранија. Добар блок на Митич. Диагонала од Ваковска. Префрлена топка уште еднаш. Во Грча сега одбраната на Фитфан. Напад на Галдино и помина. 16 поен за бразилката. Еден разлика. Сара Стојанова. Сервира за Младост. Угада. Успешно одбрана на либерото, право во техничар, па потоа напад преку Јакимовска. Ова е поле. 17 поен за Галдино. Може би не. Но 6-6. Топка во аут. Втора сервис грешка на Стојанова. Тринаесет вкупно сервис грешки до овој момент имаат одбојкарките на Младост Угада. 11 и една во овој сервис 12 тимните противнички. Рутински од Митич. Трет напаѓачки поен и 3 аса има Митич. Нерешено е 7-7. Се фарли на таа топка. Дека Тасевска не успеа да одбрани. 3 аса, 3 сервис грешки за Митич. Напад на Петровска, погоди во аут, пресварт. Правоводство на Младост. По третата грешка од игра,
на Фитфан во четвртиот сет. 8-7. Митич. Ова е поен за Фитфан. Шесто израмнување во четвртиот сет. Тргна Ваковска нова топка, ама не успеа да ја врати. Ова е уште еден аут. По сервисот на Јакимовска. Забележуваме незината четврта сервис грешка. Контонасиу. 3 јаса, 8 поени. Ова е поле, мислам, да. Еве го незиниот четврти јас. И 2 разлика за домаќинот. Серија од 3-0, тайм-аут. Реагира гостинскиот стратег. 10-8, последниве 2-3 поени имаме грешка на сервис, а спадна. Таму е разлика. И додека имаме разлика, додека водиме, место да ги притиснеме, мал ние треба да ги притискаме. Ние контрите не може да ги реализираме. Ни паќа. Дај прими го сервисот, Елена брзо закружи со нозете према зона 1 ќе малку. Повеќе само доверба, повеќе само доверба. Логично е, потребен им е подобар прием за да имаат подобар напад. Контонасиу им направи најмногу проблеми. И продолжува да го прави тоа. 10 поен за техничарката од Грција. 5 неизи нас. Продолжуваме онаму каде што застана пред последниот тайм-аут на гостинската екипа. Ова е аут. За прв пат греши на сервис Контонасиу. Не помина од прва Стојанова, потоа ова е поен за Фитфан со ова добра акција. Од задгреб. Тасевска дојде до четвртиот неизин поен на мечот. Три разлика. Втора сервис грешка и на Трајковска. Погреши еднаш во претходниот, во третиот сет. Последните 2 поени Младост ги освојува на сервис грешки на Фитфан. Ваковска. И таа прави сега сервис грешка. Трета на мечот за Мила Ваковска. Направија 4 јаса и 4 сервис грешки. И 2 грешки од игра од бекарките на Младоста, на Фитфан. Има 4 сервис грешки и 1 ас и 3 грешки од игра. Спаси Батинич. Недоволно добро за да може да се одработи напад. Сега по средината, напад на Јакимовска. Па уште еднаш се обидува Стојанова. Оди топката преку блокот. Проблематично, останува се тоа во игра. Ваковска на паралела. Во дијагонала Тасевска. Поен за Тасевска. Уште еднаш овој напад и одбраната на Тамара Батинич. Одбрана, но неуспешна. 16-14. Коцевска.
Ваковска има среќа и незиниот тим во оваа акција. 3 разлика, 17-14. Во клучен момент од сетот, би рекол ги посака сега по овој напад на Ваковска. Сара Стојанова ќе сервира за Младост. Ова е Васајла, грешка на Тасевска. 18-14. Час и 40 минути. Одбојка во штип до овој момент. Сервис грешка на Сара Стојанова, број 3 на надпреварот. Предходно максимални плюс 4 за Младост. Не имаат сега Тасевска на сервис од бекарките на Фитфан. Галдино доаѓа до 19 поени за 19-тиот на Младост во четвртиот сет. Митич до Ѓорѓиевска. Ова е сепак второто либеро на Фитфан. Да подсетам. Кипријановска во шестиот поен. Добро беше асистенцијата, добра беше асистенцијата на конто на Сил. Проигра на Кипријановска, таа казни со пенал. Митич до Ѓорѓиевска. И има ли контакт на блок? Не. Петровска завршува во аут, останува на 20 поени. Пета грешка од игра на Фитфан во четвртиот сет. Не верувам дека имаше тука контакт на блока, време е за тайм-аут за Фитфан. Се сервира цело време позади. Ти упорно напред идеш. Јас те викам назад, ти упорно напред. Врати се. Колега, можеш да ја поклопиш со шаката, да ја мамиш и савати. Добро. Блокаут беше, значи... Готово. Ама мора малко да пристигнем на време, такви поени ни взимаат. Не може на 21 да ни взима блокаут. Имаме грешки направи резултат, ние си ги направиме грешки. Може, ајде пак само да вербаме. Ајде сега пак се мачиме со нашата игра. Ајмо, дајте се. Покрај Ставровски, сега помогне и Филиповски. Во кадарот долгогодишниот работник во Одбојкарската федерација на Македонија, делегатот господинот Мирко Трајков, го видовте пред малку. Долги години дел од одбојкарските надпревари пред се во Македонија. Галдино во одбрана, Стојанова во напад, топка во поле, поен за Фитфан. Очекува дека тоа ќе помине во аут, но заврши во поле. 21-16. Сервира Анастасија Јакимовска. Силно од Галдино, имаше одбрана. Па сега ни средината. Пенал за Кипријановска и таа влезе во добар ритм во овој сет. Девета успешна нападјачка акција. По 9 поени од напад има и во вториот и во третиот сет од бојкарките на Младост. Само во првиот ја мина границата од 10, стигнаа до 13. Но тука има се уште време. Конто на Сил.
Втора сервис грешка и двете и се во овој сет на техничарката на Младост. Вкупно шеста сервис грешка на домаќинките во четвртиот сет. Еваристовска. Во поле. Прв фаз за Еваристовска. Само втора за Фитфан во сетот. По два имаат и во вториот и третиот. Еден во првиот. Проблематичен приемот на Галдино. Ваковска успеа да го искоригира тоа со добра напајачка топка. Уште еднаш Галдино на паралела. Ево, аут. Ајде да видиме дали беше или не. Ова е поле. Тоест, поле на линија. 22-19. Ева една грешка на судиите денеска. Галдино, уште еден ас на Еваристовска. 22-20. 18-тиот, сега и 20-тиот. Поен го освојуваат со ас на Ристовска, пред тоа една спорна топка досудена како топка во аут за да биде стопена таа предност. Но овие два разлика имаат сега плюс 3 по четвртата сервис грешка на Ристовска. Пета подарена топка на сервис од Фитфан за Младост во четвртиот сет. Галдино. Префрлува, пласиране беше ова опасен сервис. И сета тоа носи добра напаѓачка позиција и завршница од двојка во единица. На расположената. 21 поен за Петровска. По 9 поени од напад сега и за двете екипи во четвртиот сет. Петровска има и 3 аса. Тој е 21 поен, но и 4 сервис грешки ја прави петата. Таа е одбојкарката со најмногу сервис грешки, а 3 сет меч топки има тимот на Младост Угада. Падна концентрацијата на сервис, последните 2 поени Младост Угада ги освојува со сервис грешка на Фитфан. Споменав 3 сет меч топки. Ваковска против двоен блок, стигна Петровска, ја спречи таа дијагонала, а сега преку блокот поминува Тацевска. Не ја користат првата од трите сет меч топки. Одбојкарките на Младост, 10 напаѓачки поен беше тоа за Фитфан во овој сет. Трајковска има 2 аса. Ваковска немаше поставен блок, но има добра одбрана. И уште една проблематична топка, па Ваковска над блокот, има ли контакт? Не. 24-22, овде може да има и картони. И еве го жолтиот, покажане од Славчо Здравевски за реакцијата на Кристина Лазаровска. 24-23. И втората. Сет меч топка не ја искористија. Не сум најсигурен по движењето и траекторијата на топката. Мислам дека немаше тука контакт на блок. Но јасно е, кога таа топка ви носи победа, сакате да го видите. Јас искрено не успеав да забележам тука блок. Мислам дека го немаше. Останува ова во игра. Јакимовска нападна. Ова е топка во аут по нападот на Сара Стојано.
Не ја користат ни третата сетмеч топка. 24 на 19-тиот, 23-тиот и 24-тиот поен го погрешија, го одработија во аут домаќинките. Треба да сте најсигурни, правите грешки. Океј, земаа ги тие поени што ги земаа, беа наши и рацете тоа. Ама ние и наши треба да се визиваме. И сега ти го треба највеќе да бидеш стабилна, правиш екзибиции. Значи, ударај како што ти удараш, земи поен сега. Сега ти треба, океј? Смири само унатре, готово, играме. Еден прием, само еден прием ни треба. Психолошки пристап за да се смират, да не брзаат и да го одработат тоа што го работеле претходно и на мечот и на тренинзите. Елена Трајковска е на сервис за Фитфан. 3 сетмеч топки не искористи тимот на Младост Угада. Уште еден лош прием. Мора да биде вака ова префрлено со прсти, па повторно, но поенот е поради двојно со прсти, лошо одиграно. Вели главниот судија Славчо Здравевски, 25-тиот поен е тоа на екипата на Младост. Ова беше префрлувањето од Стојанова, а потоа играта на Еваристовска. Ваковска се игра за победа кај едните. Другите се обидуваат да го однесат сетот во свој правец и мечот во пети решавачки. Уште една топка. Не беше ни ова совршено наместена за Стојанова. Па напад од втора линија на Галдино. Ова е префрлено во аут. Грешка на Тасевска. 26-24. По трите неискористени сетмеч топки на крајот Младост го освојува сетот и со тоа го добива и мечот. Со надпреварот во Штип помеѓу Младост Угада и Фитфан Волеј кој што го доби домашниот тим со 3:1 во сетови, комплетирано беше првото коло во првата женска одбојкарска лига на стартот од новата сезона. Младост Угада добро го отвори надпреварот, го освои првиот сет со 25-18, во вториот беше уште подобар со 25-16, но на ова следуваше третиот одличен сет на одбојкарките на Фитфан Волеј, кои што го освоија со 26-24 намалија на 2-1 во четвртиот решавачки. Тргна со водство гостинот, па потоа домаќинот се враќаше, изравни на 4-4, поведе со 11, 9 со 18, 14, имаше 3 сетмеч топки, не ги искористи на крајот со 26-24 доаѓа до првата победа во новата надпреварувачка година во ловедното коло, а до неа дојде со 19 поени на Галдино, која имаше 17 од напад, 1 од блоки, 1 ас и направи само 2 сервис грешки бразилката. До 10 дојде техничарката Контона Сиу, а до 9 Мила Ваковска. Во редовите на Фитфан во поразениот состав 21 поен за одличната 17 годишна Матеја Петровска, 9 поени за Марија Коцевска, по 6 за Трајковска и за Тасевска. Во следното коло, второ од новата сезона, екипата на Младост Угада ќе гостува кај Газели, додека пак Фитфан Волеј ќе го дочека тимот на Работнички. Почитувани гледачи, 4 сета по втор пат во третиот пренос од ова надпреварувачка година на македонската телевизија, откако го гледавме дуелот на Работнички Скопје и Струмица жени, кој заврши во 3 сета. Потоа пренос од 4 сета од мечот меѓу Пелистер и Јанта Волеј, каде Јанта Волеј славеше со 3-1, денеска победа во 4 сета со 3-1 на екипата на Младост Угада против Фитфан Волеј. И од сето ова во одјавата не смееме да заборавиме нешто што дополнително верувам дека денеска го обедини народот и сите околу нас, и пораката од прерано починатиот Тоше Проевски, кој велеше: цел свет е убав кога си насмеан, кога си нерасположен, те нервира и сончев ден. Нека ви биде сончева оваа работна седмица, почитувани гледачи и љубители на македонската одбојка. Јас сум Дамир Николовски и ве поздравувам од Штип.